понапорниот работен ден, што најмногу ве релаксира? Искрено, ја толку си ја сакам мојата работа што оваа дефиниција по напорниот ден не е за мене тоа, онака. Да, некојаш нервозна, некад не е нервозна, као и ке сите, не ја гледам нешто спектакуларно. И што ме релаксира? Па не знам, во различни период на животот различните ме релаксира. Една од работите која може да е константа е музиката. Значи, она што мене ме релаксира највише, дојдам, си пуштам добра музика, можда приквечер се напијам добра чаша вино и тоа она што највише ме опушта, ме релаксира. Омилена песна? Луѓе што ме знаат ќе ви кажат дека ми е омилена песма Ружица од Думе, рецимо, ја сакам да слушам, да. Ама во различни периоди имам различни песми кои сакам да ги слушам. Она што е исто така константа која сум онака тврд рок-н-ролер, значи сакам рок-н-рол. Сакам све друго, поп, ама рок-н-рол ми е уживање да ги слушам. Стоунси ми се онака љубов. Ми дадат енергија која дури на работа знам да ги слушам, па онда вежбам, па трчам, го слушам, сигам, чекај, ако може Мик Джегер на 75 години, 2,5 сата, па ја не можам да 45 минути да го издавам, онда и драйв. Темпо, ритм. Да. Кои се 5 работи без кои не можете во текот на денот? Бака наизглед Имате ли некој едноставно ритуал? прашање, али 5 работи без кои не можам. Не можам без керками, не можам без дома. Мислам, фаро не може, тоа е као, ја тоа да живам као некој сидро кое имал идеш ке забегаш ово на пан те врати назад. И тоа е без син ми, да го чујам, тоа е нешто што не можам. Е празно тоа. И тоа ли не можем последно, не можем без спорт, например. Onda спортот, нели, како годините те стигаат, така и спортот го менуваш. Како викаат онај, како идат годините или не знам позицијата, топките стануваат се помали за играње. Така да ја уште нешто покушавам, петлјам со тенис, играм, сега последно време вежбам, трчам, сега пешачам. Без тоа не можам, без тој ритуал наутро не можам. И прави ја дига енергијата на убаво ниво од сабајле и онда ми е тоа убаво, рецимо, тоа е без нешто што не може. Не би можел без моите пријатели, стваро не би можел без моите другари и без кафињата со нив. Дали еден часовник го прави човекот Господ? Не го прави часовникот ништо. Господин не ве прават ни добрите чевли, ни доброто дело, ни Господин ве прави малце поише вашето воспитување, односот кон пријателите, односот кон непријателите на крај крајава, многу побитен од односот кон пријателите. Односот кон жените, односот кон воопшто сите што го окружуваат. Односот на работа, тоа ве прави малце посебен джентлмен, пристоен човек или непристоен. Јас убавите часовници секогаш ми се врзани со некоја приказна. Никогаш не се сами за себе. Значи не се, не знам, затоа што е, не знам, скуп или затоа што е, не знам, ваков или што, така. Него е вржан за себе. Ја часовниците што ги имам се више посветени на син ми, на ќерка ми, на сам себе. Така да, часовниците, например, овој што го носам има сентиментална вредност. Ако ќе куцате на Google, ја земав и он вика колку кошта и он колку кошта го клучиш и он вика овој часовник има само сентиментална вредност. И сега ги ме прашаш дали овој би ми го дал за било што на свет, не би го дал за ништо. Машки, накид, сакам убави детали, часовникот убав детали. Тоа е нешто што го купуете да го оставите. Ако веќе имате... При тоа не зборам, да не бидам погрешно сватен за пари, цени или така дале. Зборам за нешто што треба да оди од генерација на генерација. Најубавиот часовник го имам од деда.
кој е ова е некој од татко ми. Вистинските джентлмени знаат да готват. Бобо Денерс во кујна. Снаѓам одлично. Одлично се снаѓам. Обожавате да готвите? Да, сакам да готвам, обожавам да готвам, зашто прво е за мене креативна работа готвењето. Прва работа е креативна, друга ме одмара. На крај крајава, кога ќе почнете да готвите, увек може да додадете нешто свое, да направите нешто више, некој јадење кое, не знам, сте го правеле или сте го сакате да го направите, увек може да додадете нешто свое. Исто така, многу битно е дека тие саат време не ве закача никој. Сите знаат дека готвите. И onda си имате време за 1000 други работи, за размислувате на тоа. И при тоа сакам да готвам за пријатели, луѓе, за дома, зашто не знам, таа е за мене така гест на љубов. Како викаат она најубавата храна онаа која ја правите со љубов. И стварно е така. Да. Мислам буквално така, најубавите работи ми искочиле да сум ги готвел за некој што ги сакам. Обожавате ли пури? И во која ситуација најчесто палите пура? Обожавам пури. Да, не можам да кажам дека обожавам пури, сакам пура да се да испушам. Почнав да пушам пури кога престанав да пушам цигари. Па реков доста, да не викам ова е пано непристојно више колку тоа. Да, и onda бе лагано да се префрлам на нешто што е као да се социјална работа. И onda да кажам се навлеков на пури. На среќа Скопје сега почна да носат, па може да купите убави пристојни пури. И е убаво така, кога пијам вино, кога седиме вака, кога уживам со некој, там да запалам пура и убаво. Така е, за мене пурата и ова вино социјална работа. Дали знаете дека пурата на Винстон Черчил, и тоа до половина испушена, е продадена за $12,000. Пурата е кубанска, со назив Ла Корона. Дали би сте купиле денеска таква пура? Ја би ја купил кога би можел и кога би бил пасиониран тако би ја купил. Без оглед на името, сега е онака името е специфично. Специфично, али ќе дојде вакцина, па ќе може да се преживее и следната година вајда. Иначе да, би ја купил, убаво. Да имаш нешто од Черчил е уник. Дори за некои луѓе тој не е многу скуп. Имате некој хоби, се бавите со некој спорт што онака баш ве влече, ве релаксира на некој начин? Јас сум од оние генерации кои на времето, пошто живеев у Пржино, растев, најубавите години ги поминав у Пржино, Аселбатика, една од најубавите делови за градот за мене. И имаше некое светско првенство, имаше олимпијада, ние тоа игравме. Значи, ако е пинг-понг, и одма вадиме табла, играме пинг-понг. Ако е, не знам, одбојка, дури бокс и бокс. И onda од тоа време јас сум некако инфициран од спорт. И сакам спорт. Се нормално како одиш, кажав песка, мораш и да ги менуваш спортовите. Се трудам да бидам фит, мислам дека пристојно да бидеш фит, колку што можеш, мислам дека е тоа еден дел култура на живење. Играм тенис, сега мали проблеми со колена, лактови, ќе се решат, се надевам брзо. И годините прават своето. Ние се бориме против години, али давај. Све усогласно со своите години. Така треба да се облекувате, така треба да спортувате, така треба да пиете, така треба да живеете. Да.